Министер, добар ден. Неодамна се вративте од Украина. Што договоривте со украинските власти и каква е состојбата на терен? Да, вистина ја посетив Украина, односно Киев, бев на дводневна официјална посета, каде што потпишавме меморандум за интензивирање на соработката во процесот на евроинтеграцијата. Ние со Украина делиме иста цел, тоа е полноправно членство во Европската Унија, а со овој меморандум ќе се овозможи да го делиме и патот до таму. И меморандумот е основа преку која ние ќе размениме искуства и експертизи во областа на усвојувањето на европското право, искористувањето на фондовите и се тоа што е потребно во процесот на пристапување до Европската Унија. И секако дека главната цел на потпишување на овој меморандум е не само да покажеме солидарност после руската инвазија во Украина, меѓутоа со нашата експертиза, имајќи предвид дека скоро 20 години сме земја кандидат, да се потрудиме да помогнеме на Украина за да се забрза евроинтеграцијата во Европската Унија. Состојбата во Киев е тензична, колку и да луѓето се обидуваат да го вратат животот во нормални услови, односно да го нормализираат. Постојаните ракетни напади и целиот тој стрес не беше лесно ни за нас во 2 дена да се трпи, а можем да замислам како е за украинците кои што секојдневно се соочуваат со тоа. Од украинската страна беше побарано и понатамошна поддршка. Ние како влада, односно како држава, до сега сме во склоп на нашите можности сме ја поддржале Украина и со опрема и муниција, и доколку има такво формално барање во склоп на можностите, ние секако дека би разгледале што може да се направи. Дали прави разлика ставот на новиот американски претседател Доналд Трамп во однос на Украина, каков и да биде, и дали Северна Македонија ќе следи политиката на Европската Унија по однос на украинското прашање? Ја едно со сигурност можам да кажам дека ставот, односно пристапот на Република Северна Македонија кон украинското прашање ќе биде во согласност, односно рамо до рамо со нашите партнери во Брисел и во Вашингтон. Мислам дека се уште е рано да кажеме што точно би подразбирало тој предлог од страна на новиот претседател на Соединетите Американски држави, меѓутоа било како да е, ние сите чекори ќе ги хармонизираме со нашите стратешки партнери. Се зборува во јавноста нонстоп дека се подготвува прекин на војната, ќе треба да видиме конкретно на терен како тоа би се одразило, меѓутоа мислам дека сите треба да бидеме спремни за мирно решение колку што е можно побрзо. Дали очекувате со доаѓањето на новата политичка влада во официјална Софија да има промени во однос на политиките кон Северна Македонија и прифаќање на предлогот уставни измени со одложено дејство? Уставните измени со одложено дејство се наш предлог, не се нашето конечно решение на кое што инсистираме. Тој предлог е за да се испрети јасна порака до бугарската влада дека ние сме спремни за диалог и сакаме да поставиме долготраен диалог кој ќе биде гаранција дека нашиот процес на интеграција во Европската Унија ќе биде завршен и нема да подлежи на идни потенцијални ветоа. Фактот дека во Софија има стабилна политичка влада, мислам дека е олеснителна околност и во вакви услови нашата одлучност како влада уште поголема колку што е можно побрзо да воспоставиме диалог. Така да све што останува е во кратко време да воспоставиме диалог и да седнеме да разговараме. Мислам дека не е само наш интерес да станеме членка на Европската Унија, туку интерес е и на Бугарија, првиот сосед да е земја членка на Европската Унија, а исто така стратешки интерес на Европската Унија, земјите од Западен Балкан да станат дел од Унијата. Така да, имајќи го предвид овој заеднички интерес, јас сум оптимист дека може да дојдеме до решение. Министер, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Благодарам и на вас, убав ден.